Почитувани, добро вечер. Денеска предпладне во Брисел, генералниот секретар на НАТО на работната средба со премиерот Зоран Заев, а после и на пресконференцијата соопшти дека сме на прагот на НАТО и дека на престојниот самит на Алијансата на 11 и 12 јули НАТО ќе упати покана за Македонија за полноправно членство во Алијансата. Условот го знаете, да се целосно заврши договорот што во Псарадес, грчкиот дел на Преспа, го подпиша шефовите на дипломатиите на Македонија и на Грција во присуство на премиерите Заев и Ципрас. Значи, НАТО е, можеме да речеме, известно. Предходно и вчера имаше премиерот Заев и средба со председавачот со Советот на Европа Доналд Туск и тој го повтори тоа што шефовите на дипломатиите во Луксембург го таа условна препорака за и датум за почнување на преговори со Европската Унија во јуни наредната година. Мои вечерашни гости, а ваши брифери, ќе бидат Љупчо Петковски од Евротинк, Центар за европски стратегии, и Боријан Јовановски, новинар и добар познавач на евроинтеграциите и на НАТО интеграциите. Сега за почеток, ја гледавме денеска пресконференцијата со Јан Столтенберг и Заев. Искрено. Да? Не сте се. Да. Не сте се, но прочита дека Столтенберг повтори дека сме на прагот на НАТО и го повтори тоа дека името треба целосно да се заврши. Да, Што мислиш, ке стасаме ли? Треба парламентите да го ратификуваат, Да, тоа ќе биде комплексен процес, целиот процес на имплементација на договорот со Грција. Да. Јас во јавноста гледам две екстремни позиции. Едната е премногу еуфорична, а другата е премногу деструктивно настроена кон целиот процес. Јас со двете не се согласувам. Со првата сум интимно поблизок. Верувам дека сакам целиот процес да успее, но мислам дека има многу замки и најголема замка е референдумот. Имаме многу малку време до референдумот. Прашањето за голтање е тешко. И начинот на кој што целата работа се комуницира сега за сега не ме прави оптимист дека ќе има јасно мнозинство, особено кај етничките македонци. Мислам дека многу треба да се поработи на тоа и оваа емисија гледам и во тој контекст, затоа што знаете, анкетите велат дека луѓето поддржуваат влез на Македонија во Европската Унија. Постои силно мнозинство за тоа, меѓутоа, рековме, тешко прашање за емотивно голтање, и од друга страна мислам дека треба малку да се спушти на земја целата голема приказна и на граѓаните повеќе да им се објасни кои се конкретните придобивки од целиот процес доколку го откочиме. И исто така и да збориме што доколку тоа не се откочи. Кои се замките, опасностите, големите игри што се случуваат во регионот и така натаму. Боријан, НАТО, односно Столтенберг, во последниот период го уфрли и целосното завршување и имплементацијата на договорот со Грција како еден од условите за наше полноправно членство во НАТО. Па тоа е очекувано, не би рекол дека он го уфрли, тоа е така, тоа во неколку Чекаше да го подпишеме прво. Чекаат договорот да они финишираат. Во неколкуте заклучоци на самитите на НАТО кои се одржаа во минатите години од 2008 па наваму, стои дека е потребно решение. Ова што сега договорот е подпишан, тоа не значи дека имаме и решение, бидејќи решението е кога тоа ќе биде имплементирано. А вистинскиот пат за имплементација на тој договор може да се отвори само по референдумот. Доколку тој биде успешен, тогаш започнува практично имплементацијата и во таа смисла многу е
консеквентна, логична изјавата на генералниот секретар дека да, Македонија влегува како што рековме, но тоа не може да значи дека потпишавме договор, па сега после ќе видиме што ќе не да влеземе, па после може и нема да или ќе видиме што ќе се прави со него. Се бара тој договор да биде од А до Ш завршен, имплементиран и целиот процес Да, и парламентите на НАТО земјите да го ратификуваат. Да, инаку тука временски гледам некои имаше дебати на таа тема дали НАТО сега не кани или не. Значи тоа секогаш со сите земји членки кои скоро влегле барем во НАТО има година до година и пол една процедура, тоа што они сега го нарекуваат преговори практично за членство, тоа е повеќе административна процедура, не е онака каква што се преговорите за членство во Европската унија. Има едно прилагодување на се разбира на различните институции кои треба да почнат да функционираат во таа голема машинерија на НАТО. Тоа е едниот дел и вториот дел е времето кое реално е потребно за да приемот на Македонија биде ратификуван во парламентите на сите земји членки на НАТО. И сега можете да предпоставите и да не референдумот, да не го споменува Столтенберг. Доколку референдумот не помине, точно сите земји членки на НАТО да го ратификуваат договорот, Грција сигурно нема да го ратификува договорот. Затоа што сега на невидено го... Една земја ако не го ратификува договорот, вие не можете да станете и функционално да бидете практично членка на НАТО. Тоа што ја мислам дека НАТО е известна работа, членството доколку повторно референдумот успее, и јас се согласувам тука со говорникот дека точно е дека треба да се обрне сериозно внимание на тој процес. Се работи за договор кој е тежок, никој не е среќен, ни јас лично што Македонија морала да го смени името. Добро, тоа е емотивно, но тоа е емотивно прашање, се разбира. И затоа навистина треба да се објасни зошто ни е потребно, односно да се прилагодиме, да покажеме некаква прагма, некаква рационалност. Тој договор не ни штети на идентитетот, а од друга страна ни отвара едни перспективи кои се стварно повеќе од нужни за ово општество. Добро, и околу одлуката на Европската унија, на Советот на Европа да ги отпочне преговорите во јуни 2019 со 4 предуслови. Тука во земјава нормално кај едни беше дека тоа не е даден датум, кај други дека е датумот даден, но има сепак предуслови. Тие предуслови се ургентни, нели? Тие се нели за, како што наведоа, реформи во администрацијата, во правосудството, реформи во безбедносните служби и за високата корупција. И сега следува тој дел на скринингот, односно на работни групи од Брисел кои што ќе го следат како напредуваме на тој план, дали нешто правиме или не правиме. Нешто видов дека има најава дека Хан на 20 јули ќе дојде во земјава и од тогаш ќе почнал практично тој скрининг. Јас мислам дека тогаш може само да дојдат за да почнат да утврдуваат до каде сме. Тие да ја имаат вистинската слика за овие 4 ургентни прашања. Ова е убавината токму во ова се состои убавината на пристапувањето кон Европската унија. Да мораме да правиме. Токму ова е нели она што се нарекува во тој јазикот, нивниот јазик, нели, политика на условеност, политика на и не е тоа условеност, нели, како што ние ја сваќаме и нели да промениш име, да се смириш со соседите и така натаму, него туку условеност да се
да се усогласиш со некои вредности, стандарди, политики и така натаму. Ја би ги одвоил овие две работи. Тие 4 услови што ги споменувате, нели итните реформски приоритети, тоа се некои услови и некои, да кажеме, приоритети и теми кои што се провлекуваа годиниве наназад. И во извештајот на Прибе, и во итните реформски приоритети, и во прогрес репортите, односно во извештаите за напредокот, или кантри репортите, како што ги викаат по ново, а скринингот е нешто друго. И ние мораме да се насочиме апсолутно на тие, нели, работи. Знаеме дека имаме проблем со заробена држава. И сите овие работи имаат врска, нели, со тој проблем на заробената држава, како да ги ослободиме институциите и така натаму. Скринингот е нешто друго. Тоа е многу по техничка и административна вежба, но многу корисна. Скринингот треба да го замислиме како нели, извештајот за напредокот, но длабински направен. Значи, има политички дел, ќе дојде Хан тука и ќе се отвори еден цел процес кој ќе трае цела година и експертите од Европската комисија ќе влезат во нашите институции, ќе разговараат со представниците на институциите, со политичарите, со граѓанското општество, со новинарите, со луѓето што имаат информации и за секој од тие поглавја, преку 30 поглавја за кои што ќе преговараме, ќе дадат по 20 или 30 страници анализа. Тоа е за скринингот. Да, за скринингот. 20 или 30 страници, 50 во некои поглави анализа, што ќе го прикажат крвотокот, крвната слика на нашето општество во сите тие политики. Дали добро се справуваме со сметот, дали имаме корупција во судството, дали имаме, каде се нашите проблеми. И тоа е многу корисна и убава вежба, затоа што реално ќе ни покаже на што треба наредните години во тој цел процес да ги насочиме нашата енергија, нашите политики, нашите амбиции и заложби. Јас претпоставувам дека голем проблем, еден од најголемите проблеми, апсолутно тука ќе биде фокусот на поглавјата 23 и 24, кои што според таа нивна нова парадигма први се отвараат и последни се затвараат. Меѓутоа, скринингот ќе даде месото за следниот јуни, нели се донесе одлуката официјално за отварање на преговори и ќе го даде исто месото и материјалот за првата меѓувладина конференција, која ќе биде на крајот на наредната година, каде што официјално, нели, тој процес ќе се отвори. Исто ќе го даде материјалот врз основа на кој ќе се дефинираат така наречените бенчмаркови за отварање, односно opening benchmarks, особено во поглавјата што ќе решат да ги отвараат. Рековме дека ќе биде тоа 23 и 24 дефинитивно и веројатно и неколку други поглавја ќе се решат да отвараат. И тоа е повторно убавината. Ќе речат, имате, не знам, корупција, намалете ја за да отворите. Имате, не знам, некој горлив проблем во општеството, намалете го за уопшто да почнеме да разговараме. Значи ќе влеземе во тој бубање, во таа машина која што едноставно нема да ни даде многу простор да правиме нешто друго освен тоа. А тоа е на крајот на краиштата, мислам, усогласувањето со стандарди, нели, усвојувањето на вредности е нешто што е во бенефит на секој еден граѓанин на оваа држава. Боријан, што мислиш овие ургентниве 4 задачи што ни ги дадоа од Советот на Европа за да воопшто во јуни ги почнеме, биде датумот за почеток на преговорите за членство во Европската Унија, дали се тоа преамбициозни? Можеме ли за една година сето тоа да го направиме? Сами сигурно не можеме. Јас сум, прво морам да кажам дека ја сум многу пријатно изненаден од начинот на кој е формулиран заклучокот на Советот на министрите и многу ми е драго што ги посочи овие области и што не условија во тие области да постигнеме конкретни резултати до 2 јуни. Апсолутно може да се стигне. Не е проблем. Да, ние тие ги знаеме. Ова е одличен притисок кој мислам дека треба да направи до власта, институциите, администрацијата, да ја мобилизира и да се фокусира на вистина да произведе резултати. Например, за мене е нејасно зошто ние до ден денеска, ево како дојде на ова, ние немаме антикорупцијска комисија. Да, се уште ја нема. Не може, тоа не. Да, постои закон, требало да им истече мандатот, па променете го законот, направете функционална антикорупцијска. Тоа е просто. И јас вистина ги поздравувам тие одлуки затоа што просто пораката е јасна, ние ќе видиме во тие области во наредната година
подсилен мониторинг кој јас очекувам да навистина ги мобилизира институциите во една продуктивна, креативна ситуација за да се испорачаат резултати, а не да се губат времења на празни дебати, ветувања и фрази, туку да видиме на што сме. Повторно ги согласам, процесот на преговорите со Европска Унија е по мене до сега невиден механизам за трансформација на едно општество. Тоа докази за тоа се цела Источна Европа. Моментот кога почнаа да преговараат, што значи дека во тој момент те ставаат под лупа, не во смисла какви закони носиш ти. Па они штиклираат, донесене овој закон, донесене овој закон, окей сте. Туку се следи имплементацијата на тие закони, човекова околина. Фрлате ѓубре сега. Може ли тоа се реши? Тогаш во тие преговори доаѓате до заклучок, ама ни фалат инспектори, ни фали ваква инфраструктура. Еве ви пари, ама направете го тоа. Сега да кажам, целиот процес на преговори е практично условеност. Тоа е заедничкиот именител на процесот на преговори. Секое поглавје, секоја рунда преговори вие имате нови услови. До кај сте со ова? Го имплементирате, не го додека не го имплементирате ова, не продолжуваме со друго. Буквално во секоја област е тоа така што тоа не треба да ни изненади и јас затоа се радувам или го поддржувам договорот со Грција, затоа што ни отвара можност да влеземе во тој процес на преговори кој е единствен гарант дека ние стварно ќе се трансформираме во едно функционално и демократско општество. Лјупчо, што мислиш? Мислам дека терминот преговори е тука еуфемизам. Впрочем, не станува збор за преговори. Нели, кога има преговори, имате две страни, нели, што тргаат од... Тука не, вие всушност немате избор многу. Може единствена работа за која што и државите што влегле во минатите бранови преговарале, било кога одредени политики, например, да се имплементираат. Нели, па преговарале, не знам, одредена политика што била непопуларна кај нив, како во Хрватска, не знам, државната помош за... Или Козлодо и бугарите што требаше го затворат. Или државната помош за... А не дал ќе го затворат, мора да се затвори, крај. Државната помош за бродоградилиштата, значи, они се испреговарале неколку... Меѓутоа, впрочем, всушност не станува збор за, нели, класични преговори. Едноставно имате тоа е како некој процес на менторство, како процес на некакво позитивно условување и учење, нели, проблемите ги откриваме по патот, ни ги даваат ресурсите преку ИПА фондовите кои сега постојат и велат, нели, испрограмирајте ги, стајте ги во функција да се усогласите. У крајна линија да го направите животот подобар за вашите граѓани. Наменски нема простор тие пари некој хоштаплер да ги става по џепови, што е многу важно исто така. Имаат искуство дека и ние и други држави имаат злоупотребено од тие. И добро е да го има тој мониторинг. Да. Еден мониторинг, така, нели, велиме во Скопје како во бубањ ставен, се мобилизираш администрацијата, ги мобилизираш политичарите, на јавноста, на новинарите, на луѓето што можат да прават притисок, им давате страшно силни инструменти за притисок, така, за да не искочи од шини тој цел процес и се покажал како многу целисходен. Се, нели, во јавноста доста сега се зборува, погледнете Бугарија, погледнете Романија, таму ништо. Не се согласувам со тоа. Значи, параметрите на системот се поставија секаде. Значи, во сите држави што поминале, сега не дека почнале да цветаат ружи секаде и така натаму, меѓутоа сме изградиле општества што едноставно спречуваат и системи да има, не знам, авторитаризам да се јави како кај нас што се јави 10 години. 5 пати е зголемен GDP-то на Бугарија од 2007 до сега. Се зголемува GDP-то економија. Разговараме за сериозни бројки. Не се... Да, имаше таква полемика и се уште има во јавноста се врти, па ни Бугарија, ни Романија не беа спремни, ама ги примија затоа што имаат море. Сигурно дека геополитиката е фактор. Не може да не е. Но разговараме за резултатите. И Романија и Бугарија, кој е постар се сеќава, на што дереже беа тие земји, во крајот на 80-тите или почетокот на 90-тите години, и што е сега. Не знам, може емоционален, па да не се сложиш дека Софија е веќе европска метропола. Во Бугарија на секаде се градат патиштата. Земјоделието се гледа, просто со видливо око е тоа.
И на крајот од криштата статистиките го покажуваат. Еве ви кажав, 5 пати е зголемен GDP-то на Бугарија од 2007 до сега. И да не зборуваме за таа сигурност кој не само странските инвеститори, домашните инвеститори, видите, ние допред лани, преклани, кога беа оние случување, домашен инвеститор, прашајте го дали би вложил пола милион евра било каде. Кога се наоѓаш во една таква неизвестност, во каква што се наоѓавме минатата година, например. Така е. Тоа е, просто се менува, но добро е да се искомуницираат тие успеси на како преговарачкиот процес, како ги променил земјите од Источна Европа. Они немаа некоја политичка елита која ја доведоа од Америка или од... Тоа е истата таа политичка елита која произлезе од комунизмот. И затоа се радувам на преговорите што Македонија нема да зависи од самоволието на една, две или три политички елити кои се шуњаат по Македонија 28 години. Туку дека ќе бидат ставени во еден на шина од која просто нема да смеат да се дозволат да испаднат. И тоа е добрата вест во преговорите. И затоа ми е смешно кога гледам поделба СДС или ВМРО. Тука не би требало да има никаква дилема околу тоа. Тоа е општо добро. И за едните и за другите. другите. Кој баш тие што се против партиите, бидејќи нели ги слушам тие и од ВМРО и од СДС. Баш затоа ви се потребни преговори со Европска унија. Затоа што тогаш почнуваме да разговараме за проблемите што навистина не мачат човекова околина, образование, труд и социјала, заштита при работа, работнички права, социјални права. Сите тие сетови на цивилизацијски стандарди на кои ние денеска им завидуваме овие во Европа и си ги спремаме нашите деца, собираме пари за да кога ќе пораснат нашите деца си ги испратиме таму. Лјупчо, еве ти подолго време работиш, нели, во Евротинкот. Ги следиш сите овие работи. Очекуваш ли за една година, ако се вратиме наназад, каде бевме, дека може да стасаме до таква датум со услови и покана за членство? Да, мислам дека во една година доста работи поминавме. На надворешен план, да. Особено на надворешен план. Има и нели некаква фрустрација во општество повеќе за тоа како споро одредени процеси се движат, меѓутоа имајќи ги предвид ресурсите со кои што располагаме како држава и имајќи ги предвид и ресурсите со кои што располага и политичката елита која што ја води државата во моментов, мислам дека дури премногу фронтови се отворија и знаете кој има многу промени, многу силно темпо на промени, тоа и луѓето малце ги прави анксиозни, па реагираат нели на начин на кој што реагираат. Тоа тука и оној мојот страв дојде преска кога говорев за референдумот. Само би се надоврзал малку на, пошто ме испровоцира и ме инспирираше Боријан, да, со нели примерот за елитите, како се однесуваат. Дел од нашите политички елити во моментот, особено таа што изгуби доста во изминатите неколку години, мислам дека од тука и е стравот. Значи они беа навикнати на едно комотно владење каде што нели беа полни со нели декларативни заложби за евроинтеграција, а тоа успеваа некако да го помират со практики кои немаа врска со нели со политички практики кои немаат врска со евроинтеграција. Значи говори ЕУ, а мисли Русија во главата и стравот на претседателот мислам дека од тука напуштена ЕУ агендата. Така, практично беше напуштена и практично се глумеше дека ние пристапуваме, а некако се поклопија и со интересите на ЕУ во тие дадени моменти, они глумеа дека нели дека ние навистина пристапуваме. Тоа ме носи на втората поента, геополитиката, нели. Кога споменуваме дека била фактор во влезот на Бугарија и Романија, видите, геополитиката која ви одговара е добар фактор. Мислам дека има геополитички консидерации и во одлуката на Грција да биде попомирлива и да влезе во решавање на спорот со името. Има геополитички консидерации во одлуката на ЕУ да го турка Балканот, во фактот што направија стратегија која што за проширување која што многу ветува во февруари годинава. Значи не смееме да заборавиме дека имаме Турција која што е
многу шашава во смисла на своите визии за тоа како Да, но и да треба се... на Европа како брана. И Да. треба, меѓутоа, нели, непредвидлива, влегува во конфликти и така натаму, тоа ги менува работите, сака да биде присутна на Балканот. И исто така ми имаме Русија, која што, нели, врз база на, нели, доктрината на хибридна војна, со многу мали трошоци, може да прави многу големи беѓи на Балканот, како што се обиде да направи, нели, во Црна Гора, како што прави тука, и тоа е за нив ефтино. Не дека Русија има кохерентна политика за Балканот, туку нивната кохерентна политика се сведува на тоа да направат некаква дистракција, некакви субверзии тука да направат, затоа што на крајот на криштата е ефтино за нив тоа да го направат. Не бара големи вложувања, а дава големи резултати, затоа што они сметаат дека е нивен интерес. Само еден пример ќе ви кажам. Во Србија лани мислам дека имаше, не ме држате за збор, но скоро беше анкета каде што српските граѓани ги прашуваат анкетариве кој мислат дека е најголем економски партнер на Србија. И некое значително мнозинство на луѓето велат Русија. И кога ќе погледнете тврдите факти, значи државата произведува тврди факти, статистики, знаеме колку роба од каде влегла и излегла. Испаѓа дека размената што имаат со Русија е незначителна. Незначителна особено во однос на, знаете, во однос на тоа каква е размената што ја имаме со Германија, со Европа. Ние сме веќе дел од тој широк европски индустријски услужен базен, ако сакате, или терен, така што ние немаме ни многу избор во таа смисла. Апсолутно резонираат сите тие пропутинистички приказни, меѓутоа не се реална алтернатива. Сите знаеме дека не се реална алтернатива. Ниту Путин ќе дојде тука или Русија да ни го штити грбот, едноставно им е ефтино да направат беља за своите и да те користат како камен за подкусурување. Доста ќе се изнаслушаме такви работи во периодот кој што следува. Имаме и политичари на високи функции кои така многу позитивно се чувствуваат кон ваквите приказни, меѓутоа мислам дека ние мора да одговориме на тоа, на тие приказни со рационални аргументи и со факти. Затоа што фактите... Добра поента беше да стварно треба да се искомуницира. Ова не станува збор сега Русија, папираме, па не знам, некои високи политики, така натаму. Многу едноставно. Луѓето овде страдаат од сиромаштија, препуштени се на сами себе, нема институции кои им помагаат. Процесот на преговори е, еве, пример ќе дадам. Разговарате, на пример, за заштита на работниците при работа. Познато е колку работници гинат кај нас. Да. Око не му трепнува никому. Фамилии останати сирачиња, вдовици, жени и така натаму. Дали ќе биде обештетен нешто ќе им дадат колку да ја закрпат треба и така. Сега, кога преговарате вие со Европска унија, ви вика колку имате вие инциденти при... Имаме 10. Колку има пресуди? На сметка на газдата на фирмата затоа што нема. Значи немате закон. Иако законот постои. И тогаш слегувате во процес да тој закон мора да се имплементира и институцијата да ја стави во ваша заштита. Или закон за заштита на потрошувачи. Постои закон за заштита на потрошувачи. Одете прашајте колку има пресуди против трговските ланци, ќе видите дека нема ни една. Значи законот практично не постои, бидејќи тој е далеку да имплементиран. Сакам да кажам, сет на вакви прашања, ние треба да разговараме за тоа што стварно животни значи. На сите страна стручњаци гледам пред секоја кооперација и ова Русија, Турција, Америка, Европска унија. Треба да видиме од што живееме и кои се нашите маки. Тука треба луѓето заслужуваат овој народ да добие стварно внимание од институциите, да добие администрација која е она што обожавам тој израз англиски civil servant, значи слуги на граѓаните. Значи луѓе кои се работат во администрација добиваат плата од вашите даноци, од нашите пари, за да ни услужат, за да ни бидат на располагање за тоа што ни треба во животот, да ни го олестат животот. Тоа се темите за кои ние, јас се надевам, конечно ќе почнеме да разговараме кога ќе се реши ова, бидејќи ние заглавивме во ирационални дебати.
од Александар Македонски чие до Антиквизација, не знам да. кој сите можни конспирации се претресоа, се разгледува. Очи си извадивме едни со други, душмани, предавници, вакви, такви. Во меѓувреме државата ни се празни, во меѓувреме имаме деца наши по 18, 19, 20 години кои ништо друго не размислуваат, сем да си одат, не гледаат како ние си вадиме, мој си вика дај ова побрзо и да се спакува. Државата ни е партизирана и оваа власт се уште нема некој исчекор на тој план. Повеќе имам впечаток дека само го продолжува тоа што претходно беше. Сега со овие реформи би требало да се промени нешто и се согласувам со Боријан дека граѓаните всушност ги немаат вистинските информации што ќе донесе членството во Европската унија и НАТО. Сигурно дека нема да потече од мамет и млекот, Не, тоа на далеко сите тоа. ни е јасно, но кои се бенефитите од сето тоа? Видете, граѓаните кога добиваат слика и градат став, да кажеме, за одредени прашања од медиумите најчесто, затоа што сите така градиме став, еве конкретно за европските интеграции, веројатно повеќето ги поврзуваат, ги асоцираат со некаква надворешна политика, затоа што еве вестите, да ги погледнеме вестите наназад што виле врзани со целава приказна околу европска интеграција, сите се веројатно поврзани или со премиерот, или со министерот за надворешни работи и така натаму и така натаму. Од друга страна, пристапувањето е се освен надворешна политика. Пристапувањето е внатрешна политика. Скроз. Значи целосно внатрешна политика. Мислам дека во периодот кој што ќе следи, многу побитен од да кажеме министерот за надворешни работи, тој пак ќе си ја турка работата и тера политичките работи, ќе биде министерот за правда или министерката за труд и социјала. Сите тие ресорни министерства што имаат одредена надлежност во поглавијата во кои што ќе преговараме, затоа што како што кажа и Боријан, тоа ќе биде една масовна или шанса за масовна трансформација на политиките, на тоа како работат нашите институции и така натаму. Сега ова ме носи и кон вашето прашање. Јавна администрација, партизираност, превработеност, непревработеност. Прво мислам дека нашата јавна администрација генерално е превработена и препартизирана во одредени делови. Во деловите каде што не се случуваат толку суштински работи, каде што суштинските работи, особено кои се релевантни за евроинтеграциите, таму ги нема. Таму или ги нема луѓето, или биле шиканирани наназад низ годините па напуштиле, или не биле доволно мотивирани, работеле комплексни работи, па решиле нели да излезат од институциите и да работат за некои други држави, да бидат консултанти, да имаат невладини, да работат во невладини и така натаму. Значи тоа ќе биде еден реален проблем, капацитетот на нашата јавна администрација со кој што ќе се соочиме. Еве имаме една година, мислам дека таа една година е премалку, во таа една година треба да се направат тимовите, да се осмисли целиот процес, структурата, имаат капацитет, се уште постои капацитет во нашите институции, меѓутоа мислам дека треба политичарите ги тргнат рацете од таму и мислам дека се заинтересирани да ги тргнат. Меѓутоа ресурсите со кои што располагаме како општество, нели се тие кои што се. Треба да вложиме сега во тоа, да видиме што може да се нели спаси од тоа што може да се спасува и да се отвори процесот. Меѓутоа тие проблеми дефинитивно ќе се појават. Недостатокот на кадар, особено во клучните политики. Да, токму и за тоа и кај мене е скепсата дали ваква администрација, например, еве имаме национална стратегија ја донесоа за администрација. Знаеме дека е превработена за толку мала држава, толку многу администрација, но има ли па таа капацитет, не само бројката? Јас мислам дека не дека нема вредни луѓе во администрацијата. Не се на вистинските места. Администрацијата треба да дојдеме на степен каде што имаме чисти односи, расчистена ситуација меѓу политичката власт и администрацијата. Професионална администрација, Во мислиш? високо развиените демократски земји таа граница е многу јасна. Кај нас администрацијата ставена во една ситуација да просто дневно треба со политичката власт да се консултира за да нешто превземе. И најчесто поради тоа ништо не презема затоа што е тоа најсейф варијанта.
Политичката власт тука да ја даде стратешката насока. И од тука натам, оноа што е нивоот државен секретар надолу, просто тоа само од себе треба да работи. Белгија беше фантастичен пример. Во екот на економската криза, година и пол немаа влада. Да. Белгија при тоа е една од земјите која најдобро се снајде во економската криза. И сега прашањето, мислам дека имаме кадар, не е дека немаме, прашање е како тој кадар ќе се организира но повторно, преговорите за членство ќе помогнат и во тоа. Инаку ми паѓа на памет една илустрација што значи кога си ангажиран, кога Европа е присутна во некој проект. Погледнете го патот, новиот, Демир Капија Смоквица. И погледнете го целиот друг дел од автопатот. Да. Овој дел, кој се правеше со европски пари и со под строг мониторинг на европејците, прво пронајдоа корупција дека има. Да. Кейсот е отворен. Второ, секоја ставка ја наблюдува и вие имате делница од автопатот која е како да возите било каде во Европа. Во Европа, да. Од друга страна, имате патишта како што се оние кај Неготино, па не знам, секој забележал кога се враќате кога одите од Евгелија Грција, тоа е просто неверојатно, тоа нема нигде во Европа тој тип на пат, тој е прво ризичен многу, таков како што е. Но тој јасно илустрира дека кога е правен, земене некој кредит државата земала, 2/3 од парите се ставени од джеп, 1/3, значи уместо 3 слоја асфалт ставен е еден слој да се замачка. Тоа е разликата и затоа се радувам на преговорите. Бидејќи се што ќе се прави, а пари ќе има да се прави, тие пари ќе влегуваат и строго ќе бидат контролирани за да бидат потрошени во функција на јавниот интерес. Не во функција на интерес на некој си... Било кој, да. Кој ќе се најде на кој ќе се најде во моментот, да. Се за крај на овој брифинг, сигурно дека ќе има и многу и другите медиуми и понатаму ќе им се објаснува на граѓаните за бенефитите од тоа што значи зачленување во полноправно членство во Европската унија и во НАТО, но јас сакам да ве прашам само околу овој услов што го ставија од Советот на Европа висока корупција. Да се стави крај на високата корупција, односно дали тоа значи да се завршат судските процеси од претходната власт и ако евентуално има и од оваа власт? Па во голема мера тоа значи дека треба да се да финишираат процесите кои ги води СЈО на начин кој нема достави никаков сомнеш дека пресудата е донесена под било какво политичко влијание. Диктат, да. Значи, тоа може ние да навиваме против но пресуда кога ќе биде донесена, таа треба да биде срочена така да просто ве остави само во кругот на целосна тенденциозност за да ја браните или напаѓате без разлика. Тоа е едниот дел, а вториот дел околу висока корупција, знаете што, јас сум малку разочаран што сем случаевите на СЈО, ние не видовме новото обвинителство и Министерството за внатрешни работи да отворат некаков друг случај. Да. Без разлика дали е тоа поврзано со сегашната или минатата власт. Но имате многу... Има за градоначалници, но тоа е многу, ситно. знаете, и како медиум, има многу случаи кои се уште висат во воздух и не ни е јасно што точно се случило. Така што, ова обвинителство и Министерството за внатрешни работи ќе треба малку стварно да се размрдаат, а не да се кријат само зад ова што СЈО го прави благодарејќи на бомбите. Значи, тоа не е се и новото обвинителство и затоа ме радува ова условеност во... Кога ќе дојдат работните групи, сигурно длабински ќе ги проверат тие работи за високата корупција, ќе инсистираат. Да, со години наназад во извештајот за напредокот нели се бара досија на имплементација во превод пресуди. Да. Значи дека се борите и дека има пресуди, дека луѓе
од на високи позиции, Да. за кои што се знае дека нели е широко распространета корупцијата Корупцијата. на Балканот на високи позиции во политиката, значи бараат пресуди. И апсолутно тука, значи, она што го имаме опипливо се случаите што ги води СЕО. Ама еве зборевме за автопатот, до каде е на пример истрагата за актор. Значи актор беше Во Грција отворено пред финишираше, кај Па, нас. во Грција, актор води беше ова. финиширано, мислам беше откриен Во случај од Грција многу се- одамна, гледаме дека тука едноставно не е присутен ни во јавноста. Фирмата е во И редица Грција. други Тоа, случаи, мене редица ме други интересува, случаи. Денеска немаме ни реченица да ни разјасни било каква дилема околу Кумановските настани. Така е. Да. Што е една колективна траума од поприлично драматични разбери која ова и така Никој не травматизирано говори. општество ја доби плюс. Да не навлегуваме, но има повеќе случаи. Вклучително и сега нешто што се случува, конечно не може да е тоа баш сега све Толку идеално и исплашени, сите па да не- се фини да, нели. Така што ова ново обвинителство и тоа е многу исто добра работа во преговарачкиот процес, што е многу транспарентен. Ако државата се обидува, министерството кое е ангажирано во не знам кое поглавје на преговорите, ако оно се обидува да сокрие податоци од тоа како течат преговори, зашто заглавуваат, вие имате Европската комисија која секогаш на јавност така што на министерството нема да му падне на памет да крие, Да скрие податоци. И тоа е за нас новинарите, за нас како јавност е многу добра работа, бидејќи стварно ќе имаме на увид онака екзактно врз база на многу екзактни критериуми и методологија податоци кои ќе бидат важни за една јавна дебата која треба да изврши притисок врз политичката елита да го направи тоа што треба да го направи за јавниот интерес. Да. Добро, уште за крај уште околу ова високата корупција. Се согласувам дека предметите од СЕО и ова што ново уште не сме виделе дали има такви случаи, дали продолжиле злоупотребите. Сигурно не е се идеално, но можно ли е да од оваа најава, од ова ургентна задача за високата корупција, да биде дел од владеачката елита уплашена малку, мислам на ДУИ. Бидејќи Без во СЕО разлика- дури не е опфатен. И тоа не само политичките елити. А Имате Дуј од беше преговорите, дел од тој режим од и преговорите се плашат и некои кои ова општество као ги има препознаено како високи бизнисмени. Да, и бизнисмените. И многу успешни луѓе. Видете, кога ќе се преговара со Европска унија или па кога ќе бидеме дај Боже еден ден членики, нема да можат да постојат градови феуди. Како што познаваме градови феуди. Барем нема да можат да постојат градежни компании кои прават не знам какви профити, а при тоа не одговараат за елементарни права на работници, заштита при работа, еколошки стандарди и така. Тоа се луѓе кои не треба да се потцени. Со својата моќ кој реално имаат, ќе влезат во операција за да овој процес, ако може, во најмала рака се закочи. Или се успори. Затоа што тие стандарди одат директно против тој, како ви кажам, сив, полусив начин на водење на бизнис. И мене искрено, тој тип на структури ме и тоа беше феномен кој се случуваше во сите земји од источна и централна Европа. Пресметката меѓу мафијата и државата во Бугарија, знае, и тоа беше брутална пресметка. Брутално беше, да. Затоа што тоа беше момент кога мафијата виде дека Бугарија стварно оди на тој пат и тогаш они буквално ја нападнаа државата. Да. Мафијата ја нападна државата за да ја спречи во тие намери. И сега само за крај, Љупчо, Евротинкот во кој што ти си извршен директор, претпоставувам сега ќе има повеќе работа, ќе биде ангажиран и ќе има и зошто. Ќе има елан за сите овие работи, да ги објаснува, да прави стратегии. Апсолутно мислам дека улогата на граѓанските организации во периодот кој што ќе престои ќе биде многу битна, особено во делот на, да кажеме, ова што го спомена
Борјан, генерирањето на податоци, затоа што ние имаме сериозен проблем како држава со податоците. Институциите често не произведуваат или кога произведуваат податоци не успеваат да ги систематизираат. Немаме бейзлайни, немаме основни студии за тоа каква е состојбата во одредени сектори. Сите знаеме дека сме, да кажеме, метафорички болни, меѓутоа не знаеме колку сме болни затоа што немаме податоци, а ќе биде клучно да има податоци, бейзлайни, исходишни точки од кои што ќе почне да се мери, затоа што тоа е единствен начин да реално, базирано на врз факти, знаеме дали напредуваме и колку напредуваме во целиот тој процес. Дали станува збор за судството, дали станува збор за, не знам, тоа колку прочистителни станици имаме и колку процент од водите во Македонија се третираат на начин како што доликува. Во сите подречја ќе бидат податоците и генерирањето, презентирањето податоци, информирањето на јавноста, мобилизацијата на јавен притисок врз политичарите и институциите клучни ќе бидат. Согласувам, да, периодот кој што ни следи ќе биде и работлив и тежок. Јас сега тука ќе ви се заблагодарам на учеството во овој брифинг, а вам, почитувани гледачи, пријатна вечер.